И кога почнавме со едно дете, се доаѓаме, го гледаме дете не гледа, не знаеш што да правиш. И здраво патриоти и патриотки, добре дојдете во третата епизода на Патриотски муавети. Претходниве две епизоди ги гледавте, прво беше со Бојамат, па после со Стојанче, сега влегуваме веќе и во трета епизода. Тука гостин ни е Александар, кој има печатница, соработуваме долго, тој ни ги печати книгите, списанијата, други рекламни материјали и баш периодов кога ја правевме книгата Заклетва, имавме една прилика да седнеме во кафана, да направиме муавет и ми кажа дека истовремено има и неколку бизниси отворено и исто така и татко и мене ме заинтригира тој муавет, прилично интересно е, така мислам дека и генерација сме со годиште тука сме слични, тоа е и целава поента на подкастот, да најдеме млади дечки кои што работат, се трудат, сакаат нешто да постигнат во земјава, сакаат да останат тука, со цел утре да живееме подобро општество сите ние, а и самите да си ги подобрат животиве. Така да, Александра, ти благодарам што дојде на емисијава и се надам дека ќе направиме некои конструктивни разговори. Фала ти што ме покани. Искрено ми е чест и задоволство да си направиме вака муавет. Посебно можеме да кажеме дека ме импонира малце и фактот што ме гледаш како успешен бизнисмен. Така да, фала ти на тоа. Па не само успешен, и татко истовремено, така рековме и таа цела приказна, кажи ми, твојата печатница вика Алма графика, така еве се и сакам и реклама да направиме, значи зборам за материјали, за цена, веќе соработуваме веќе година денес, 100% сум задоволен од твојата работа и стварно гледам дека се трудите, работите и како почна целова таа приказна со печатница. Претпоставам татко ти ја отворил, па ти му помагаш и да. Печатницата е стандард фамилиарен бизнис, кај што се и татко ми, мајка ми, едно време беше и сестра ми. И јас сум тука, помагам се искрено, да бидам искрен, последно време малци пославо сум печатница, пошто фокусиран сум нова фирма што отворивме, така да, ама пак се што треба околу печатницата, околу развојот, понатаму идни инвестиции, ширење на бизнисот, нови клиенти, апсолутно сум таму. Не сум во производството, да кажеме, мада од друга страна ја по занимање, односно по професија сум графички дизајнер, тоа имам на факултет завршено, така да се што е од тој аспект за потребите на печатницата, па се уште го тераме, така да сум. Јасно. Кажи ми спомна, имаш уште еден бизнис сега што си го отворил, за што се работи тоа, за како? Имам уште два. Уште два, добро, да, моја грешка, извини. Имам уште два, со тоа што тој не можам да го кажам како бизнис, мислам, да, има и профит, ама поише е пасија и некое задолжение, и имаме клуб за пливање и ватерполо, Вардар. Сега сме и во процес на, се надевам и дај Боже, формирање на ватерполо федерација, што е, го сметам за огромен успех за нас и за спортот. Општо, ќе збориме за тоа малце подетално, а сега последно што отворивме, тоа е Инвескоп, тоа е доста интересен концепт на компанија. Во суштина е компанија за посредување на странски инвестиции и инвестициски партнери од странство во земјава, односно ние сме фирма што посредува на странци кои сакаат да купат удел или да инвестираат во бизнис идеја на македонски компании, македонски бизнисмени во Македонија. Значи збориме за развој на економијата и бизнисот во Македонија со помош од надворешни инвеститори или доколку сакаат некои македонски компании да што веќе постојат и работат, да сакаат да се, да кажем, да се надоградуваат, да отидат на некое повисоко ниво, или некој од нив ако сака да излезе надвор од границите на Македонија, да сака да работи надвор. Тука доста добро се наоѓа токму тој потенцијален инвеститор од странство што би инвестирал, што би можел да извади компанијата надвор или ќе отвори некои дополнителни погони, производство во компаниите или ќе инвестира во
нова бизнис идеја што е интересна, иновативна, профитабилна и така натака, така да тоа не е така И кој последно интересов е овака, на пример, на странски компании, странски фирми па еве индивидуи да инвестираат во Македонија, баш во Македонија? Конкретно во Македонија? Па да. Па види, Македонија пред се има квалитетни луѓе, квалитетни умови и способни луѓе. Бизнис моментот е што конкретно, например, нашиот стандард за разлика од европскиот е понизок, што значи платите се пониски, односно поевтина работна сила, а наспроти тоа добива сериозно добар квалитет на работа и на бизнис, а исто бизнис како бизнис Македонија е сериозно добро поле за работа. Економски можеби сме мали, ама па е по мали држави полесно се просперира. Знам, имаш, извините, прекинав, тука имаше на програма Invest in Macedоnia, нешто беше тоа исто за придобивање на странски инвестиции. Не знам таа дали работи, дали по тој принцип работите вие нешто или тоа не, ние работиме исклучиво со приватни капитали, односно приватни компании што ќе инвестираат свој личен капитал, дали личен на компанијата или на бизнисменот, тоа не е важно, али не сме, значи не станува збор за фондови као ИПАРДИ, МИПАРДИ, инвестициски фондови, значи нема врска тоа, не се ниту кредитирања, класична бизнис соработка кај што ние имаме контакти во странство што можеме да ги донесеме тука да помогне да се развие македонската индустрија, македонските бизниси и со самото тоа и македонската економија. Јасно, дали држава дава некои субвенции, например, ако странец инвестира, дали помага нешто такво или па немаше, нели, тие тирс зони што постојат, например, за не знам колку си запознат, нели, како бесплатна економска зона, за да можат, нели, да не плаќаат толку трошкови, дали, например, такви им кажувате на странцеве, постојат овие пакети, овака може да направите или Прво ме праша дали постојат, да постојат, веќе некој ги спомна, што искрено јас со тие модули не се согласувам толку, пошто со самото тоа што на странецот му се дава поголем приоритет од македонскиот стопанственик, малце деградирачки за собствените бизнисмени, али искрено сме немале до сега момент кај што некој дошол и да бара помош од државата, пошто сите што доаѓале и што доаѓаат потенцијално да соработуваат со овдешни компании, си имаат свој личен капитал. Јасно, така да не име реално потребен некоја помош од државата, али апсолутно ги пратиме сите олеснувања од државата што кога веќе ги има, да можеме да ги искористиме. Јасно. Исто така ми кажа, имаш направено и спортски клуб, мислам за ватерполо. Ти си предпоставам и си тренирал, така да тоа е било. Цел живот. Јас сум ватерполо буквално од своја 4-та година, сега имам 26, значи 22 години. Можам да кажам, па и кажувам искрено, дека ватерполото ми го дефинирал животот и патот кој го одам сега. Зашто? Пошто првично како играч, ватерполото сам по себе на глобално ниво не е некој популарен спорт и не е некој богат спорт што ти би можел да правиш, не знам, кој знае какви пари. Со самото тоа професионалниот спорт, професионалното ватерполо не е кој знае колку развиено у светот. Кај нас е тек, па сега више не е толку дно, али ние кој игравме и кој престанавме више да играме, беше сериозно срозено, не кажам еден период од дали неколку месеци, година, буквално немаше ватерполо во Македонија, што е малце поразувачки, држава што е од бивша Југославија, држава што е сосед со најаките ватерполо сили во свет, како Србија, Хрватска, Грција,
што имаат сериозни тимови пред се, па и репрезентации у ватерполо, ние да немаме ниту една екипа, мислам дека е сериозен пораз, а сме биле дел од држава што била па светски убедлив светски првак во ватерполо. Штета е што на пример Србија и Хрватска го имаат превземено тој систем на функционирање. Само си излего фали поентата да ти доловам. Го имаат задржано тој систем на функционирање, спортски систем на функционирање од Југославија. Ние некако како све тоа да заборавивме. Али небитно, поентата ми беше дека немаше ништо и мене се ми се да темелело на ватерполото. Тоа е интересна анекдота дека ја не памтам да сум бил на одмор со друштво као дете, додека сите мои врсници иделе, пошто јас сум знал дека треба да имам дека цело лето имам или припреми, или тренинзи у Скопје, или некои битни надпреварувања кај што треба да идеме, за кои сме се спремале пак во Скопје. Така да кажи ми само олимписки базен, Борис Трајковски, кој базен? Ние конкретно, јас сум претседател на Вардар за пливање и за ватерполо. Ние имаме и пливање и ватерполо. Ние работиме на Борис Трајковски и имаме подрачна единица у Куманово, на града на тамошниот базен, што не прави единствен клуб што има подрачна единица во друг град, што исто ми е така мило и гордо да кажам. Што се несува до самиот клуб, ти кажа, значи ватерполото не постоеше еден период, беше сериозно срозано, почнавме, введовме некои нови методологии, почнавме на 18 години, од оваа дистанца ми е малци лудо искрено. Али добро, мило ми што сме почнале, некако и од тогаш, од сам старт чувствував дека нешто треба да вратиме на спортов, што ни дал се, не само мене, на сите мои соиграчи и другари, што ден денес најдобрите другари ми се од ватерполо, кругот што ми е у ватерполо. Не можам ако не отидам барем 2 пати неделно на базен. Тоа хлорот е како друга. Така да, чувствував некоја обврска да нешто да вратиме и сакав да останам на базен по било која цена. Тоа у тој момент беше само ако имаме свој клуб да работиме со нови генерации. И ти го потенцирам тоа дека немаше ни еден клуб или имаше еден што се мачеше. Кога почнавме ние, а сега во овој момент кога збориме, имаме више 7 клуба. Играме државно првенство што не се одиграло 20 години. Формираме ватерполо федерација и тоа се можам да кажам дека ние сме биле целосно во тој процес. Тоа ни била визијата од самиот старт да го кренеме ватерполото и да биде ватерполото добар и успешен спорт во држава и да вратиме еден спорт од заборов што се вика. Да, јасно. Кажи ми, каде има базени во држава? На пример, во Скопје имаме 2 базени кои се користат. Во Скопје имаме 1,5, искрено брат, пошто олимписки базен е приватна концесија и работи, не ме фаќај точно за збор, али 7 или 8 месеци работи као големото корито, тој 50 метарскиот базен, а останаа другите месеци работи само малиот базен. И тоа ти е интересен податок е што на тој базен се спремаат сите пливачи што одат на олимпијада. Во тој 25 метарски мал базен се спремаат деца да идат на олимпијада. И тоа кажува многу за спортот у Македонија. Тоа имаше еден пример, еден дечко исто така сакаше да се плива, да се надпреварува, значи бил добар, мислам дека и собираа донации за него за да оди на олимпијада, сега не ми текна точно името како се викаше, но на крај дечко се откажа. Не знам дали си го знаеш, дали Ненад се викаше, али муабетот беше дечко тренира на олимписки, после тоа во малиот базен и на крај собираат пари за него за да го пуштат да оди на олимпијада затоа што не може сам финансиски. Да, кај нас е установена пракса више, за жал, да се мачи за елементарните надпреварувања како светско европско првенство. А и за олимпијада не е проблем, пошто олимпијада целосно покрива олимписки комитет
и Олимписки комитет реално има пари. Проблемот е за надпреварување што се под капа на пливачка федерација. Ние имаме моментално федерација што има сериозни проблеми внатре. Прво и основно има блокирана сметка, што по закон не сме да добие денар, значи не сме да добие пари од државата за ништо. Пошто законски не сме државата да префрли пари, не сме да префрли пари на блокирана сметка. И ние како федерација, како пливачка федерација се вртиме уместо секоја година и година и федерацијата работи без пари. Не може да обезбеди термини за репрезентативци, не може да обезбеди патувања за европски и светски надпреварувања, не може да обезбеди основна опрема на тие репрезентативци, не знам, тренерки нема деца у репрезентација. Не обвинувам ја никој, само ја кажам фактичката состојба и тие што работат моментално и менаџираат федерацијата, едноставно тие се можностите. Кога ти немаш пари од државата и кога немаш држава позади себе да помогне, резултатите и можностите се тие, реално. Морам да бидам цело до крај искрен. Сега, пред се го поздравувам многу моментот што конечно као држава имаме Министерство за спорт. Мислам дека беше срамно тоа што спортот се третираше второ или трето разредно во држава. Самото тоа што беше агенција за млади спорт, тоа значи дека нема ингеренции како што има ингеренции министерство. Пред се не седи на седница на влада, ако сакате до толку, и не може да разговара со сите потребни луѓе што треба да се разговара за да се донесат некои, не знам, буџети, закони за спорт и така натака и така натака. Значи ова зборам за основен спорт, да не ни збориме за професионалниот спорт кај што сме можеби последна држава во па источна Европа, југоисточна Европа сигурно, кај што професионалните спортисти немаат ниту стаж, ниту осигурување, ниту здравствено, значи буквално се водат така. Немаат туте право на пензија, немаат ништо, а е многу лесно се тоа да се регулира. Има установена пракса и више Србија, Хрватска, Словенија, па мислам дека и Албанија е во таа група, кај што сите професионални спортисти, односно спортисти од интерес за државата, репрезентативци, се вработени во армија, во пожарна, во полиција и така натака. Нивна они не идат немаат полициски или армиски обврски, а имаат обврски да тренираат и да ја представуваат државата. Што е исто, сам добро, на други институции не им е тоа примарно, ама и тие представуваат на некој начин државата. Интересот на државата за спортот е голем од причина што спортот е најдобар амбасадор на државата и најевтин амбасадор за државата и спортско, ако сакате више мази политика, спортско лоби и спортско лобирање за државата е сериозно јако на светско ниво и сериозно добро се исплати. Значи ти имаш класичен пример Србија што прави со спортот. Значи не мора да идеме подалеку. Не мора да идеме подалеку. Само гледај како Србија што е реално код нас и у задоволство кај народот и у политика и усе. Што и како е представена Србија у светот само ради тие спортисти. Јасно, Џоковиќ, Јокиќ, тие и фудбалерите тука. Само те прашам, ти си се нафатил на еден амбициозен проект, а тоа да го врати спортот, поестојумно ватерполото. Како ти беше процесот за работа, како викаше луѓе, дали социјални мрежи, дали се јавуваше, дали по свој пример, не знам, како од 0 до 150 деца, како ти успеа? Од 0 до 150, ова е добро, со едно дете. Како и се у животот, како се у бизнисот. Мора да почнеш со првата скала, мора да почнеш со првата цигла. Така да буквално го направивме клубот, имавме, не знам, 2 стази, вторник и четврток.
И кога почнавме со едно дете, се доаѓаме, го гледаме дете не гледа, не знаеш што да правиш. Мислам, знаеме ние што треба да му дадеме за работа, ама почињеш со едно дете. Почиње едно, доаѓа второ, трето, пето, таман си собрал група од 10 души, тројца се откажале, 5 души се разболеле, пак немаш ни еден. И се врти прво малце тоа тркало. И едно по едно, и многу е битно да не застанеш. Ние на секој 6 месеци, на секоја година сме правиле и правиме нешто крупно за да го надоградиме нивото на клубот. Дали е тоа зимање нови тренери, појаки тренери, поведување нови програми, нова опрема, нови начини на работа, нови термини, зголемување на термини, нови базени, зимање, отварање нови градови како подраншни единици, се во интерес на зголемување и проширување на сите тие нивоа, капацитети и на самиот клуб. Така да битно е да не застанеш, да знаеш што сакаш и па и да го сакаш тоа што го правиш. Да, само кажи ми во надвор од Скопје колку базени постојат во државата, тоа ми интересира. Надвор од Скопје имаш у Куманово сериозно добар базен, стварно многу добар базен, што е исто 25/30. Имаш во Струга еден, што е школски, 25/16. Исто таков имаш во Тетово се, значи Струга и Тетово се нови базени, последниве 2-3-4 години отворени. Овој Кумановски во 2016 отворен и имаш, зборам за затворени базени. Тој нели во Охрид нешто ќе правеа, тој ама во Охрид почна, тој е голем и тој е сериозна замисла за спортски центар. Интересен факт за Охрид е дека, например, Охридски бранови како клуб е еден од најстарите, ако не и најстар клуб на Балканот за пливање. И еден таков Охрид што е сериозна светска дестинација, да нема базен, мислам дека е поразително за нас, а може да биде сериозна спортска дестинација. Покрај што е туристичка, да биде и спортска, пошто имаш воздух, имаш добра местоположба, имаш аеродром, зборам од спортски, од аспект на спортски менаџмент, може сериозни екипи у било кој спорт да дојдат, да прават тренажни процеси, подготвителни процеси таму, и се тоа плюс и за градот, и за економијата, и така натака, и за промоција на самата држава, пошто ќе ти дојдат сериозни миња, со самото тоа што ти доаѓаат, ти го развиваш локалниот спорт таму, и така натака. Што се деси со тој базен, искрено не знам, тоа почна да го градат оддамна, има сигурно 10 години, па се сменили власта, па застана нешто, па пак почна, па се смени власта, пак застана, така да толку знам за тоа, а отворени базени, мислам дека има многу, со тоа што проблемот кај тие отворени базени е тоа што ретко кој работи спорт. Пази, да се разбереме, има разлика помеѓу спорт и рекреација. Јасно. Значи, има у сите тие градови, градчиња, помали места, па и кај нас, има многу такви школички за пливање, што тоа е школичка за пливање, тоа не е развој на пливање. Што е почетната фаза, кога да се запознаа со водата. Да, тоа е интересно, ама проблемот например во други градови е што ретко кој работи пливање се цел да развие спортист утре. Јасно, знам. На страна од твојот бизнис, целава ракометна, ватерполо федерација, што сакаш да ја постигнеш, и тоа е стварно за поздрав. Јас знам дека и нас си створили фамилија до доста рани години, што исто е голем плюс uz цело ова, со сите твои ангажмани, значи плюс имаш и дете дома, фамилија што треба да се грижиш, и како едноставно успеаш да го менаџираш тоа, како едноставно ме разбереш work-life билансот да го изградиш. Па како
Дали стануваш многу рано, дали си Се усклад на потребите. Значи, некад станувам рано, некад не станувам. Знаеш, има друг момент, сега сите тоа зборат као напорно, работи напорно. Кога треба да работиш напорно, ќе работиш, кога има моменти кога нема работа. Барем кај мене е така, знае да се собере например 2-3 недели да сум по 15-16 сати на работа, знае да се собере да се погоди момент кај што 3-4 дена буквално нема работа. И тоа е нормално до негде и добро за мене кај што тие 3-4 дена си па поише дома. Гледам и стварно наистина се трудам и секогаш ги местам работите така да сабот и недела бидам дома. Например пред 2-3 години ретко бев и за викенд дома. Последние 2 години можам да кажам дека сум и сабота недела редовно дома. Така да гледам барем за викенд да се дружиме поише што може, ако не кој ќе дојдам. Сега ќерка ми седи. Колку години има ќерката? Сега напуни 5 на 7 февруари. Ти усвари на колку години го правише детето? Тоа добив дете на 27. На 27 година, да. 27 и фати корона. Буквално имало и тешки моменти во животот, али да, добив дете на 7 февруари, локдаун направија на 22 март. И буквално све застана. И тогаш ми беше само печатницата и клубот, буквално ни печатницата ни клубот не работеа. Пошто не смеја да работат. И се живееше, не знам, се преживуваше реално. Со 10.000 денари месечно. Имаш пелине да купиш и другото се снаѓаш. Али помина и тоа. Да. Значи, знаеш како, кога више сакаш да збориме таа тема, ја еден момент сватив тогаш и тој став го имам и сега, за дете никогаш не си спремен. Никад. Ни на 27, ни на 30, ни на 40. Никад. Али има еден момент што ретко кој го гледа за помлади родители, што ја и жена ми е исто млада, жена ми на 20 години, при тоа она студираше во тој момент фармација, што е еден, ако не и најтежок факултет кај нас. И ние бевме буквално жена студент, мало дете и ја што треба да работи некој. Така да сега да живеевме сами, не живеевме ни кај моите, ни кај незините, сами си живеевме. Знаеме се стан, претпоставам нешто така, или може би кај роднина. Станот беше на незините, на жена ми, со тоа што ние си го премивме. Сега више после колку 5 години успеавме, купивме свој стан, кај што и ќерка има соба и ние имаме соба и е доволен за нас. Си го купивме сами, со никаква некоја голема помош од ниту незините, ниту од моите. Колку можеле помогнале, фала им на тоа. Али у глобала си го купивме сами, после 5 години од живење со 10.000 денари до купување со сами стан. Така да, види, се снаѓаш. Да се вратам на поентот што сакав да кажам. Никогаш не си спремен за дете, али има една многу добар момент што не знам дали го размислуваат како младиве, односно го размислуваме како млади, е тоа што помлад имаш дете, сега не зборам на 16-17 години, али 20 плюс е више окей време. По мене идеално е 24-5, али окей, што помлад имаш дете, имаш помлади родители, односно помлади баби и дедовци, што можат и нас, например, сериозно ни помогнаа. Така за чување на дете, за чување, за грижа, за се и уште еден момент живците што ги имаш, односно нервите што ги имаш како млад, ги немаш како стар. Значи, прагот на толеранција
за да те изнервира нешто е многу повисок. Јасно, да. Што си помлад е многу повисок. Како старееш, тој прак нормално е и се намалува. Така да сега може да ми изнервира нешто што тогаш не ме ни дирало. Некои глупости. Ме разбираш? И така натака, и така натака. Да. Сега, пак сега искуство, немаш искуство. Па и на 40 години, ако ти е прво дете, немаш искуство. Да, тоа што ви Така да, али ипак, ние малце, може да кажам, пред време, пошто барем да сме имале двајцата завршено факултет, да е и жена ми вработена, ќе било полесно. Ама тоа што е, да. Тоа е така што е, сме си ја фатиле работата у свој раце и ете добро испаднало. Еве и како беше онака моментот дознаваш дека еве жена ти е бремена, онака целива тоа. Предпоставувам, знаеш и си знаел и ти во каква ситуација и жена ти и сега знаеш и тоа треба да го кажеш на твоите. Мислам сигурно за секој е малце шок, посебно дека сте млади родители. Мислам шок, Да. позитивен шок, убав, па и нели. Па види, искрено на почетокот и не е толку убав. Значи првите моменти за тоа на 20 години и не се толку убави, се да правиме искрено муаве. Али после тоа како легнуваат работите, се средува и сваѓаш ево до оваа дистанца. Мислам дека тоа ми е најдоброто нешто што го имам направено во животов. Ме тргнало од некои други работи и ме стајло на малце поинаква патека, кај што и мислам дека тоа е најголемата причина зашто имаме све што имаме денески, на начин што го имаме. Да. Ја конкретно, например, тоа кажување на родители, што мислам дека е доста стресно у тие години, и ја тој проблем го немав, пошто ја со моите сум имал ден денес имам релативно другарски однос и можам да кажам дека не кријам ништо, што е битно. Така да, ја на мајка ми кажа уште истата вечер и добивме подршка и од моите и од незините. И гледавме само како да истераме работата, сите заеднички. Али, знаеш како, у тие моменти, ја барем си поставив едно прашање као што е побитно, дали да те боли главата икс време или па да те боли душата цел живот. Разбираш? И мене некако логично ми беше малце да ме боли главата. Ти баш тоа седавме во кафана и ми кажа за тој еден пример со докторот. Ти кога нели докторот ве викнал, ви кажал дека официјално жена ти е бремена, претпоставам ви спомнал нешто и за абортус. Мислам дека и тебе ти кажал нешто па си се нервирал, можеш ако ти текнува сега за тој пример. Не ми текна конкретно зашто ми збориш. Знам, он ти спомнал као демек, добро, може и женава да се абортира, као за детево, бар ја тоа што памтам сега, вајля не ги помешав работиве. Еве да речеме или твој, мислам дека е твојот пример. Тоа е тоа што ти кажав уствари. Дека уствари рекол за абортус, па ти си изнервирал, нешто као не си се, зашто пак? Не, ти било понудено тоа на маса. Дека може и тоа така да се заврши. Реално ги размислуваш сите опции тогаш. Една од опциите на тие години е и абортус, апсолутно. И сме го размислувале. Тоа што ти го кажав е усвари тоа. Дали ќе ме боли душата што сум изгубил нешто мое цел живот или ќе ме боли малце главата неколку години, тоа е тоа. Разбираш, јас сум одлучил да ме боли малце главата и више не ме боли. После 3, 4, 5 години главата више не ме боли, а при тоа можам да кажам реализиран човек. Жена ми си се работи по струка, си го работи тоа што го сака и тоа што го учела цел живот. Дури работите на подобро се свртале моментот кога тебе ти се... Да, види, знаеш како, у тие моменти и се тие работи што мене ми се вртеле низ глава, мислам дека нема да ги заборавам. Која носев одлуката, која носевме одлуката, прво си ја носам сам со себе одлуката, нели? Што сакам, е тоа. Што сакаш, кој терет го сакаш во животот. Да. Второто е тоа што, знаеш како, па и
кажи во Господ или во кој што да верува, таа виша сила, секогаш ти става товар што мисли дека можеш да го носиш. И од оваа дистанца и тоа ми импонира дека мене тоа нешто ми дало сериозен товар, затоа што валја видело Јасно, видело нешто мене дека можам да го изнесам и сум го изнал. Да. И ја, не сум го изнал само ја, го изнал и жена ми што буквално учеше. И тоа е направи интересен момент. Он е магистар по фармација и пред да имаме дете, оценките беа околу 8. Кога добивме дете, она позираше година дена. После тоа кога се врати на факултет, оценките беа 9-10. И претежно десетки. Збориме на фармација. На науки. Значи, по мене најтешкиот факултет у држава, пошто е и медицина, и наука, и не знам што више, не ни разбирам таму. Ја ги штампав книгите, ме болеше глава само кога гледав како се принтаат, така камо ли да ги читам. Али и тој момент например не го заборавам, со детето во една рака, со книгата во друга рака. И тоа е борба. И го заврши факултетот без ни едно полагање паднато. Не предмет, полагање. Значи, на сите полагања што не си остана уште 2 години, значи после тоа, она 2 години ниту еден испит не падна, пошто си зацрта цел и се посвети максимално на тоа. Јасно. А како било да те прифатат тебе пријателеве? Зашто ти гледаш на 21 година луѓе кај нас уште факултет, знаеш, кај нас е сега веќе стандардот границата поместена на 27, 28 веќе се размислува да се зема, за на 30, на 32. Тогаш почнува, нели, па веќе ајде на 28 се земаат, па 29, 30 и веќе фамилијата веќе се ствара, зборам за детето на 30, 31 година и тоа е стварно некоја, нели, голема разлика. И како овој твојот круг на пријатели го прифати? Ја те прашав за твоите, ама твоите блиски рече како изреагира, дали си тука... луд, дали си... Не саѓаш, реакциите, друштвото, сегаш аспектно на друштвото ти е битно, нели, во живот. Ова е многу добра тема и мило ме што... Не ми го кажа дека ќе збориме, но мило ми е што доаѓаме до ова. Пресед, не знам тоа дали ти го имам кажано, али еве, да знаете, ја као тие години имав сериозно голем круг на другари и пријатели. Сериозно голем круг. Значи, мене животот пред тоа ми се сведуваше на работа и излагање. Буквално немав. Сам и спорт. Али тоа е значи кафани, диска, излагање секој ден со други луѓе. Имаш нели она 3-4, 5 души што се као што ти се најблиски и излагаш со сите. Извини. Али излагаш. Имав сериозно голем број на другари. Значи не познаници, не другари. Да. И магично од сите тие другари почна да се намалуваат. И остана 5 до 10 луѓе. Тие 5 до 10 луѓе ден се тука. И мисля дека цел живот ќе бидат тука. Кој какво мислење имал, искрено не ме интересира. Едно мислење можам да ти кажам, а тоа е кој им кажав на тие тројца што ми се најдобри другари и ден денес. И ја целиот потресен од се тоа, као што ќе се дешава сега, им кажам и само таа нивна реакција мене например ми даде многу сила у тој момент, али моментот кога им кажам све, па топ. И као супер, баш немаш згрченост, па како. Него гледаш дека имаш. Искрено се израдувале за тоа. И тоа ми олесна малце. Тоа ми помогна, а за сите други ми е кајле што мислам.
Јасно, јасно. Дали ти е во план можеби уште едно, уште две, уште не знам неколку деца во ново за виднина или како? Тоа жена ми ќе викнеш, не ќе прашаш. Да. Али да, здравје Боже, дај Боже, сакам, зашто да не. Само ми беше за втора, сакав барем да се средиме со поголем и подобар стан. Јасно. Еве тоа го имаме сега више последние пола година, така да сега више може би ќе влеземе во преговори. Супер, да. Зашто знаеш кај нас обично луѓето викаат ја бе ќе правам дете, као сакам јас фамилија, јас нели да ќе правам дете, ама немам доволно финансии. Ама ти се контраш на тоа и викаш јас со 10.000 денари исчував дете, значи не е тоа не само лошо оправдување се финансиве, сакам да кажам, да. Апсолутно. Финансите никад во животот нема да имаш. Разбира, зашто? Пошто ја и сега немам пари. Ако и толку фирми, и толку работа, ја пак ми фала. Тебе не ти фала. Фала цело време. Така? Да. Праша ја, на некој каже мене ми е добро, на никој нема добро. Тоа е, ајде да го кажеме, тоа човечко проклетство што го имаме, кај што никој никад ништо не му е доста. Сега, моментот тука е таа алчност да ја канализираш во нешто добро. Да тоа не биде само дај пари, него таа алчност и тоа гризење да го канализираш во да створиш нешто свое. И мислам дека ја го имам така канализирано и дава резултати. Така да дефинитивно, сега пак ја ќе бидам искрен, не можеш ни со 10.000 сега. Да. Реално. Тоа било кризна ситуација, светот беше у криза. Сега со 10.000 денари сме живеле, ама не си излагало, не смеш од дома да излезеш, па тогаш се преживуваше. Значи сите буквално од прво до последен преживуваа. Ма ретко кој уживал у се тоа. Јасно. Мада ја пак ќе кажам, тоа жена ми се зафркава со тоа, као вика, нас кој вика требаше да се паузира се, и факултет и работа за да бидеме со детето, паузираше цел свет. Да. Така да, знаеш како, и пак ќе се вратам на тоа кога некој ти дава одреден товар да го носиш, истиот тој некој малце deep mind, али ти дава и помош. Јасно, Така да, ти дава стварно мотивација верувам да во тоа, работиш, ти дава мотивација, нас не треба тогаш да паузираме и јас Ете, баш тоа ти слушам сутра. Сакал не ќе ти паузираш. Све паузира. Разбираш? Ја највише кога требало да сум дома, јас сум бил дома по цел ден. Разбираш? Баш кога било најмало детето и највише кога требало. Значи од човек што работеше во тој момент по 15-16 сати, ја одеднаш сум 24 сати дома. И што е сериозна помош за дома. Да, јасно. А дали во одреден момент помисливте да се одселиште или во странство или да се целите фамилиарно или што мисли за таа проблематика еве што постои кај нас реално? Никад. Еднаш имам само размислувано да отидам на Work and Travel. Work and Travel моментот го поштојам многу, за да отидеш да видиш, да вратиш некој денар, да се вратиш тука. Тој момент го поштојам, не отидов пошто како не се ни сеќам више зашто не најдов друштво, не ми се идеше сам и не отидов. И више после тоа, знаеш како ја работам тука од 14-15 години своји и веќе си го газиш патот тука. А дали сум помислил да се одселам, никад не сум помислил. Пошто ги нема пари, тие пари на светот што можам да ги заработувам, што ќе ми го купат задоволството што го имам тука. Духот и окружувањето што го чувствувам тука. Ја имав усредно имавме ораторска вечер, бев говорник и баш зборев на оваа тема како е кој сака да оди нека си оди и кажав тогаш една реченица кај што вика кај да одите македонски ќе сонувате.
Разбираш? Така да и сега се најажив на Да, тоа. да, Нема да бидеш дома. Джабе, колку пари ќе заработуваш? Нема да бидеш дома. Да, Секогаш ќе бидеш присуството на твоите пријателите. секогаш ќе чекаш тој еден месец милостиња што ќе ти го дадат од фирмата да се вратиш тука и да поживаш. И ти живе, и тебе животот, нека ми замерат, баш ме гајле. И тебе животот ти се сведува на да земеме 10 години. Ти 9 години работиш, за само една година да дојдеш и пак доаѓаш овде да доживаш. Да, може што да доаѓаш ако ти убаво да, таму? за тоа да, Не тоа е добар разбираш? пример, да. Поготово за млади луѓе, пази, Македонија има сериозно многу можности за работа. Сериозно многу можности. Поготово сега со работење од дома, хибридни работни времења, работење од тука за странство. Значи ти тука да работиш за странска компанија ќе имаш барем 1500-2000 евра плата, овдека со 2000 евра плата си бог. Бог. Со 2000 евра плата било каде надвор од Македонија си ништо. Пошто само кирија и давачки ти е 1000 евра. Да. И он ќе и штеди 500 евра. И овдека работи кој што работиш. Тоа е исто кај нас еден феномен кај што младиве, мислам млади, јас се таа група не се правам дека сум нешто постар, али младиве генерации, вклучувајќи и нашата и неколку над нас, овдека можемо и испод части да работи келнер, ама да отиде у Германија и да чисти вециња, Да, тоа. нема испод части. Тоа да. И овдека да работи 15 сати му е многу, а таму не му е многу. Па друже, работи овде 15 сати и овде ќе имаш пари. Било што да работиш. Било што да работиш. Да, и тоа го правиме муабет, Имаш- да, со да. Стојан извините прекинав, значи во претходната емисија баш правиме муабет, значи они се спремни за 700-800 евра за работка во Хрватска да работат келнери, а не сакаат да работат луѓе од истото село по 2000 евра што им му плаќаат за да биде сточар. Значи испод честно, Апсолутно. а он сака сега да каже Апсолутно. затоа што тоа е само тој тренд што се создава вештачки, да. Види, ти имаш сериозни потреби за сточари, столари, Сите занаети да збориме, плочкари, да. па ти клими да местиш, тоа сега скоро го збориме пред некој ден. Да местиш клими. 2-3 денари ти е минимум чиста заработка од една клима да наместиш. Разбираш? Значи, по една клима да местиш дневно, тоа ти се 1000 евра. Може не толку, али и поише. Јасно, да. Ме разбираш? Да, таа е математиката, тоа е јасно, ама неќе да местат клими. Ама неќе да работи. Разбираш? Сега, апропо на тоа, нема право никој да ми каже ти изиграваш, имаш фирми. Јас сум работел се. Сум работел и спасител, сум работел и деливери, сум делел и флаери. Разбираш, ја не сум се срамил од работа. И цел живот, сега кога се навраќам, ја сум се фалел со тоа и на работа сум. Се правам на млади години, на 16, на 17 години, на 18 години. Разбираш? Ја кога почнав у средно и работев спасител на аквапарков овдека на Трајковски. И мене една година као продолжи сезоната до не знам 15 септември. И мајка ми као иде у школа да ме оправда, каже као дете работи. Ве се чудат као работи. Вика не може вика да работи. Многу добар пример се ова берберницеве. Ти на пример идеш во македонска берберница, немаш чирец. Идеш во албанска берберница, имаш дечиња мали работат, се трудат, ме разбираш, кај нас во Македонија нема култура едноставно млади деца 14, 13, 15 години да се фатат да учат некој занат. Јас стварно не сум приметил. Тоа е национален мајндсет, национална свест и е двострана. Зашто? Прво, деца не сакаат да работат, збориме на таа возраст. Второ, родителите на тие деца нема да им дадат да работат. Да, не дозвол, да. Разбираш, ајде ти уживај сега, млад ќе работиш цел живот. Да.
А од друга страна, ја например го имам тоа искусено, кај што овие поискусниве не ќе да го дадат знаењето на неискусните за да не им ја земе работа. Да, и тоа, да. Ја например сум сакал да имам ментор што може да ме донесе до некое ниво у животот. Зборам бизнисмен да ме донесе. Тој исто го по овие кругови врти, али тој е нетворк маркетинг што е. Врти тој пример, например, ако сакаш да научиш како се заработува 1000 евра, учи од некој што заработува 1000 евра. Ако сакаш да научиш како се заработува 10.000 евра, учи од некој што заработува 10.000 евра. Тој од 1000 евра не може да те научи да заработиш 10.000, пошто ако знае, ќе заработи он 10.000. Ме разбираш? И така натака, и така натака. Ја од сега сум сакал некој таков ментор, не знам, судбината не ми дала. И секогаш сум крадел. Ме разбираш? Сум крадел од татко ми, сум крадел од други бизнисмени, од пријатели во бизнисот, слушаш, гледаш и многу битна работа. Сум работел без пари. Да, тоа е. Што значи тоа? Као јас сум влагал во некои проекти, во некои бизниси што не се мој фах, не се моја бранша, нула познавање. Разбираш, и ден денес влагам. И ден денес влагам у тие работи за да научам нешто и да створам некои нови контакти. Контакти, го спомнавме тоа преска. Контактите се најбитната работа од се. И да се навратам скроз и на не би можел да живеам во странство, пошто мојот начин на функционирање е така што ја ако имам проблем, ја прво што правам го отворам телефонот и барам кој може да ми помогне за тој проблем. Да. А во странство немам на кој да му се јавам. Нема, да, тоа ја исто го искусив. Ете, во Словенија, значи, немаш едноставно словенците се такви ладни луѓе, се тргаат од тебе и плюс, например, во Македонија многу битно не е битно колку луѓе познаваш, туку кои луѓе ги познаваш. Сега, знаеш, тоа има и позитивна и негативна страна, можеби некој појака кој е од тебе со контакти, можеби негативно ќе ти влијае и тебе. Тоа е можеби една, зборам, лошата страна кај нас, зборам за врските. Па еве, не знам, имате судски спор, нешто, ме разбира се, тужите. Со него? Не, да речеме со некој втор човек што има повеќе контакти и да го искористи тоа. Контактите се многу битни, нетворкингот е битен, но да се искористат за легални работи. Тоа сакам да кажам, зашто добро, не збориме те разбирам за тоа, да. Така да ете, поентава на целава емисија дека можат млади луѓе, ти си добар пример, имаш на 21 година остварено фамилија, работиш добро, значи си поминал и целта и на емисија е тука да дадеме надеж дека у Македонија може да се живее, може да се ствара, постои таа перцепција дека тука е многу лошо, тука немаше да живее, тука немаше дете да се расте, тука нема иднина за 10-15 години демек ќе пропадне држава и едноставно приметувам многу негативен народ сме. Ја тоа не го разбирам. Сега цело време седиме или лекаме, викаме ова не е добро, вака не е добро, окей, ако не е добро, дај да го смениме, или па ако не можеме да смениме, не лекајте едноставно. Ако сакате, ја викам се може да се смени. Да, и викам, ако на луѓе им викам, идете во странство, живеете, видете како е, прошетете work and travel, ти што викаш, ја например студирав, видов како е, споредив и многу е битно луѓето да патуваат, многу е битно да ги прошеташ, да видиш, да украдеш тоа знаење, значи да видиш што тие нудат, да идеш по сајми, да се вратиш, да инвестираш. Така да, као за крај, значи заклучуваме дека може да се функционира, да се работи, да се твори во Македонија, зашто ова е наша заедничка, како ти кажам, земја што единствена ни е на светот. Ти убаво го кажа и тоа, кај да одиш на македонски ќе сонуваш, ете тоа професорка. Така да тоа е тоа патриоти за оваа емисија, имавте убав пример, Александар е добар дечко, така да се надам дека уживавте и се гледаме на наредни епизоди. Дечки, чао!